Од СДСМ го поздравуваат стратешкото партнерство со Велика Британија, но не и пристапот на владата за делот од договорот кој предвидува заем од 6 милиарди евра. Лидерот на СДСМ Филипче ја повика власта да ги изнесе сите детали од договорот меѓу двете влади околу висината на каматната стапка и потеклото на парите, прашувајќи и дали премиерот, иако одбил да се градат мигрантски кампови во Македонија, сепак порачал дека е отворен да разговара на оваа тема. За Филипче ваквиот начин на склучување договор е антиевропски, бидејќи доколку земјава биде дел од ЕУ, ќе може истите проекти да ги гради со грантови од европските фондови, наместо со кредити кои ќе треба да се враќаат со децении. Го подржуваме стратешкиот договор со Велика Британија. Ќе го гласаме во парламентот. Одличен потек. Меѓутоа се бара заем од неколку милиарди со огромни или какви и да се камати, а при тоа на европскиот пат кој што оваа влада го блокира, можно е да стигнеме до грантови, неповратни средства, гратис за истите тие проекти, за кои што се земаат тие огромни милиарди, извинете, тоа е антиевропски. И ако сакате, тоа е непатриотски. Се задолжуваат следни кој знае колку генерации да враќаат милиарди евра за инфраструктурни проекти. За премиерот Мицкоски пак придобивките од договорот со Велика Британија ќе се мултиплицираат и ќе донесат само бенефит и подобар живот за сите граѓани. Вели дека земјава е пред трансформационен период и уште еднаш ги посочи проектите кои ќе се реализираат благодарение на заемот од 6 милиарди евра. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Едниот е реконструкција, модернизација и изградба на уште еден колосек на пругата која што е дел од коридорот 10 од Табановце до Гевгелија. И втората група проекти се практично во здравството. Тоа е конечно завршување на клиничкиот центар Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом со 200 легла. Конечно завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Согласноста за договорот за стратешко партнерство беше постигната во Тирана на средба помеѓу македонскиот и британскиот премиер на маргините на самитот на Европската политичка заедница. Ќе биде потпишан до крајот на неделава во Лондон од страна на високи делегации од македонската и британската влада, пошто се очекува да бидат познати сите детали околу условите по кои ќе бидат позајмени парите.